Добар ден и од мене. Ова е 0N+ на телевизија Телма. Минатиот понеделник зборувавме кога да се воведе дохрана кај бебињата. И овој пат ќе се задржиме на истата тема, односно ќе зборуваме за воведување немлечна исхрана кај доенчето или пак кај бебето кое што е на млеко. Гостин во студиото, како и секој понеделник, е доктор Денис Ал-Халили од Рес Хумана. Со него ќе продолжиме онаму каде што запревме минатиот пат. Зборувавме за тоа кои продукти се најдобри да се воведат на почетокот во дохраната кај бебето, во кој период од животот на бебињата тоа е најдобро да се направи. Зборувавме за редоследот на воведувањето и за некои правила поврзани со исхраната. Зборувавме за овошјето и зеленчукот, дека тоа се најдобри продукти кои што за почеток, така, но некои педијатри пак советуваат месото да се воведе како прва храна. Зошто има толку различни ставови и зошто е важно месото во исхраната кај бебето? Како што спомнавме и минатата емисија, значи зависи многу од искуството на родителите исхраната, зависи многу и од педијатарот кој што го препорачува тоа, кој што ги препорачува начините на воведување на исхраната, зависи од поднебјето, зависи од, да речеме, културолошки или социјални услови во кои што нели се развиваат бебињата и почнуваат да се хранат. Различните варијации не значат дека нешто е погрешно, затоа што повеќето од бебињата нормално се развиваат без разлика дали ќе почнат со овоше, со зеленчук или со месо или со некој друг продукт. Она што е важно е да се запази не прераното внесување, ниту пак предоцна внесување на храната. Зошто е важно месото како дел од исхраната? Тоа секако треба да се воведе во тек на првиот или вториот месец после започнување на дохраната. Според, да речеме, мојата препорака обично кога разговарам со родителите на бебињата е да биде, значи, после овошјето и зеленчукот да се воведе постепено жолчка, значи жолчка од јајце и потоа да се воведе месо, значи во еден краток, да речеме, размак од прилика 1 до 2 недели. Месото е важно затоа што тоа е богато со железо, затоа што е богато со некои минерали, микроелементи кои што ги нема во другите извори на храна и затоа што мајчиното млеко и адаптираното млеко во принцип се сиромашни со железо. Бебето се раѓа и верувам дека знаат и гледачите дека бремената жена практично во тек на бременоста полека доколку нема суплементација на железо може да го изгуби затоа што бебето практично го користи, односно го користи нејзиното железо, нејзините резерви на железо и најчесто доколку мајката нема анемија во текот на бременоста и бебето во првите неколку месеци до 6 месеци на некој начин има резерви и таа резерва се користи. Понатаму веќе исклучително важно е да се започне со дохрана, значи и со овошје, и со зеленчук, и со жолчка, и со месо, и понатаму со сите други продукти кои што нели треба да се воведат во тек на првата година, пред се заради тоа, за да се избегне анемија, односно за да може детето да расте нормално. Има препораки дека треба да се избегнува пилешкото месо, иако порано беше обратно, требаше да се започне со пилешко месо, бидејќи е преполно со хормони. Сега се советува зајачко или телешко. Кои се вашите препораки? Кое месо е најдобро да се воведе на самиот почеток? Во најголем број од изворите или да речеме од стручната литература која што стои, така нареченото baby beef или младо телешко месо е најчесто се препорачува како прво месо кое што би требало детето да го внесува или да го јаде. Во однос на контролата дали има хормони или не во пилешкото месо, јас не би сакал да навлегувам. Меѓутоа во принцип тоа навистина е оставено за подоцна, значи негдека од прилика после првата година, после една година, во текот на првата година се препорачува телешко, може да се внесува повремено и зајачко, мисиркино месо, значи она месо кое што е исто така богато со железо, значи е темно, секое месо кое што е потемно, црвено месо е богато со железо и тоа е значаен извор за детето за железо. Исто така тука е и жолчката од јајцето која што е исто така важна и која што покрај железото има и холестерол, односно масти кои што се навистина значајни за развиток на централниот нервен систем на бебињата. Споминавте воведување на жолчка. Значи, ајде сега да
проговориме за воведувањето на јајцето, кој што реално е силен алерген, поради тоа треба да се внимава како се внесува, кога треба да се внесе жолчка, кога треба да се внесе белка и на кој начин родителите тоа може да го направат. Мојата препорака е најчесто, значи после воведувањето на овошјето, одреден период и потоа и зеленчукот варен во форма нели на еден оброк околу ручек, значи практично тој ручек оброк би требало да биде зеленчук, значи негде отприлика после 2 недели од зеленчукот, од различни зеленчуци кои што се варат убаво, нели кажавме, измиени, изчистени и сварени, да се воведе и жолчка, односно преку еден ден практично да се внесува жолчка. Таква е препораката која што јас ја давам и која што сум ја на некој начин присвоил, односно сум ја добил како упатство од моите повозрасни колеги, педиатри. Значи, отприлика после 2 недели преку еден ден жолчка препорачуваме телешко воведување на телешко месо. Еден ден жолчка, еден ден месо? Да, и понатаму, значи, до 1 година да биде преку еден ден жолчка и месо, што не е многу заради тоа што детето навистина има потреба од тие нутриенти кои што ги има внатре, меѓутоа исто така важно е дека детето нели варијабилно е тоа колку ќе изеде, значи некогаш ќе изеде целата кашичка, некогаш многу помалку и заради тоа е важно да биде застапено, а колку ќе изеде детето навистина не може да имаме контрола и затоа доста често се менуваат овие работи. После 1 година веќе може да се внесе и белка, значи после првата година се внесува белка. Апсолутно, значи мора да потенцираме дека белката не би требало да се внесува пред 1 година, заедно со уште неколку други храни или намирници кои што е утврдено дека може да предизвикат алергија кај одредени деца, кај одредена помала популација на деца која што има некаква склоност кон алергија, топија или слично. Многу често пациентите прашуваат, например, како порано на децата им давале мед, им давали нели лимонче, ако икаат на бебињата мали уште да речеме од 2-3 недели. Тоа е точно, значи не сите деца ќе развијат алергија, меѓутоа утврдено е дека одреден процент од децата ќе го направат тоа. Меѓутоа, бидејќи ние кога ќе се роди бебето не можеме да го испитаме, нити па можеме да претпоставиме кое би било алергично и кое не, заради тоа медицината, педиатријата утврдила дека одреден број на продукти е најдобро да не се воведуваат до 1 година. Кои продукти не се препорачуваат? Такви се белката, значи белката од јајце, такви се цитрусните овошја, значи како што се портокал, мандарина, лимон, такви се исто така кикириките, значи одредени видови на риба, одредени видови на риба, јаткасти плодови, така да тие би јагодите исто така. Јагоди како овошје, од овошјето на пример се препорачуваат скоро сите овошја, меѓутоа јагодите пожелно е да се остават до 1 година, дури според најновите податоци, ако детето има склоност или прави некаква алергиска реакција видлива, да се остави некогаш и до 3-та година, значи тек тогаш да се воведе, али тоа е се во консултација со педијатарот. Така. 3076-677, ние можеме да ги отвориме телефоните доколку гледачите сакаат да постават некое прашање, а ние продолжуваме понатаму со житарките. Исто така и тие се можне важен сегмент од исхраната на бебето. Кога треба да се воведат и пред се ме интересира кога да се воведат глутенските житарки. Па вака сега, значи житарките се важни. И може да објасниме кои се глутенски, кои се безглутенски за да нема дилеми родителите доколку немаат информација. Оризот се смета за житарица која што нема глутен, значи која што нема глутен и која што е безбедна за првите месеци после со воведувањето на храната. Вообичаено се препорачуваат навечер овие житни оброци, иако има многу случаи кои ги даваат и наутро, например заедно со овошјето или наместо овошје, меѓутоа обично ги препорачуваме навечер заради тоа што имаат тие се составени од скроп, значи тоа е сложен шеќер кој што подолго време се ослободува и на некој начин го заситува детето и може да се добие одреден, да речеме, подолг период во тек на ноќта да спие, што е многу точно, важно, без цицење, така да тоа е препораката. Препораката е да се започне со ориз како житарка која што нема глутен. Исто така понатаму, значи и пченкарното брашно се смета дека е доста безбедно по однос на тоа, за разлика од пченичното брашно кое што е богато со глутен и кое што според препораките има најразлични препораки, меѓутоа од прилика од 7 до 9 месеци се препорачува дека може, значи не претходно, некои препораки се од 6 месеци граница, некои се и од 3 месеци, дури као демек после 3 месеци може, меѓутоа се зависи од искуството и од педијатарот, меѓутоа мојата препорака е не пред 8-9 месеци. Така. Што се однесува до житарките кои што се нетипични за овој регион,
за ова поднебие, како што е киноа, амарант. Дали предлагате, односно дали советувате, дали препорачувате да се внесуваат во исхраната и доколку родителите инсистираат, бидејќи се богати со желесо, да ги стават, да бидат дел од менито на нивното дете, кога е најдобро да ги внесат? Јас во принцип, значи, оние кои што не се, да речеме, вообичаени во нашето поднебје, не ги препорачувам, односно евентуално би ги препорачал за подоцна. Меѓутоа тоа не значи дека родителите не смеат или не треба да ги дават. Значи пак е проценката нивна и на нивниот педијатар. Некои ги препорачуваат, меѓутоа во принцип јас сметам дека најлесно за детето најлесно се да речеме се примаат и се прифаќаат оние продукти кои што ги има тука, значи кои што се дел од нашето поднебје, нашата исхрана традиционална. И кои што сме ги јадели и ние кога сме биле мали деца и бебиња, кои што и до ден денес ги јадеме и кои што ги јаделе и нашите родители. Значи на некој начин тоа е она кое што сметам дека би било поприфатливо во однос на другите. Меѓутоа може да пробаат затоа што тие опции постојат. Да, имаме гледач на линија. Добар ден и повелете, кој се јавува? Ало, добар ден. Овде една баба на телефон. Немам прашање, него сакам само да ви ја пофалам емисијата, вако толку е добра, едукативна за младиве мајки и татковци. Гости имате прекрасни, што стварно пофалби страшни. Ви благодарам. Тоа сакам да кажам дека имам пријателки што имаат внуци, кажуваат дека и они се внуваат да гледаат вашата емисија, значи. Так. Ви благодарам за поддршката и ви благодарам што редовно не следите вие и вашите пријателки. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден и повелете. Добар ден. Имам 5,5-месечно бебе. Во моментот сме само на мајчино млеко. Треба да почнеме со вкусови. Чисто сакав да прашам дека докторот спомна дека му се почнува со овошјата. Прво, но сум читала дека по руска школа прво се почнува со зеленчуците, затоа што понатаму одбиваат бебињата да ги јадат зеленчуците како поспецифична храна. Дали е подобро да се почне со зеленчукова храна или со овош? Так, ние за тоа зборувавме во минатата емисија, но не е на одмет. Уште еднаш докторот да даде одговор на ова прашање. Ви благодарам што се јавивте. Па јас би кажал само накратко дека и тоа е прифатливо секако, меѓутоа доколку има правилен пристап и доколку на детето му се понуди доволно број на пати, значи таа зеленчукова каша, иако е после овошје, дека тоа секако ќе го прифати. Дури и да се започне со зеленчук, секако има огромен диапазон на вкусови со кои што детето ќе се сретне до 1 година и после 1 година и навистина не зависи дали ќе јаде или не зависи само од тоа, значи од тој факт дека сме почнале со овошје или зеленчук. Крајниот, како што кажав, крајниот избор е секако на родителите и на детето, значи треба сепак да остават и да видат и детето како ќе прифати, затоа што почитувањето на детето, значи на бебето, иако тоа е многу мало, значи на неговиот став до некаде е навистина важно и му помага и на родителот да биде позадоволен со својот избор. Значи ако добие впечаток дека и на детето тоа му одговара. Така, нема струги правила, важен индивидуалниот пристап. Апсолутно, да. Да проговориме и за млекото. Какво млеко треба да пијат децата до првата година од животот? Апсолутно најважно за здраво дете, значи до 6 месеци, односно до негде од прилика како што кажеме до 4 до 6 месеци е важно значи да биде млечна исхраната, односно да нема други продукти. Доењето е секако, ако е застапено доењето, значи ако бебето цица, тогаш до 1 година е апсолутно пожелно да цица. Според Светската здравствена организација и до 2 години. Меѓутоа периодот од 1 до 2 години е оставен како избор за кога би се прекинало доењето. Во однос на тие деца што се на адаптирано млеко, тие бебиња, значи исто така важно е до 1 година да пијат адаптирано млеко, затоа што кажавме во минатата емисија, храната има улога важна после 6-тиот месец, меѓутоа не е најважна за растот и развојот на детето, односно млекото е апсолутно потребно и задолжително. Она што е важна порака е да се избегнува кравјо млеко, значи да не се дава кравјо млеко до 1 година, односно да се тоа воведување на кравјото млеко да се одложи до 1 година минимум и секако со внимание затоа што одреден број на деца, мал број на деца може да развијат преосетливост на протеините од кравјо млеко, кои што за детето не се природни, затоа што детето практично најлесно и најубаво ги прифаќа протеините од мајчиното млеко. Значи затоа што тоа е еден сосема друг вид со кој што се соочува детето со тоа млеко. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете.
Ало? Добар ден, повелете во програма сте, кој се јавува? Добар ден. Да ве прашам, имам внуче од 3,5 недели, Така? машко, и има многу грчеви и во стомахо и гасови. Сега тоа дали то се дои него, дали зависи од исхраната на мајката, па или шо лек нешто да се некој чаре да се најде. Така. Ако може доктор да ни одговори. Ова е едно често прашање, обично кога родителите се јавуваат, прашуваат за грчеви кај бебињата, како да се реши овој проблем, Бидејќи дали детето поврзано со цица, исхраната на мајката, Па така? најчесто не е, значи мајката би требало да јаде, значи свежа храна, готвена храна, повеќе течности да пие, најчесто не е поврзано со некоја одредена храна на мајката, туку со развојот на дигестивниот тракт на бебето, како што кажавме неглека до 2 до 3 месеци созрева ензимскиот систем кој што го вари млекото. Така да тоа е неизбежно, значи грчевите обично траат од 2 недели до 2 до 3 месеци и тоа е еден нормален физиолошки процес во кој што недоволно, значи се вари, односно се преработува мајчиното млеко и со тек на возраста практично како поминува возраста, како поминува деновите, се подобрува варењето на храната и тоа подоцна може целосно да се искористи и најчесто нема грчеви после вториот, третиот месец. Има препарати, меѓутоа јас не би сакал, значи вака во живо да кажувам препарати, значи консултација со педијатар, со доктор кој што ќе им препорача евентуално некој од тие препарати кои што може да ги олеснат тегобите, иако мора да нагласам дека досега нема препарат кој што целосно ги отстранува грчевите, затоа што тие се навистина еден физиолошки процес нормален, низ кој што поминува бебето, па и родителите, нели, и семејството мора да пројде низ тој процес. Сите заедно. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден и повелете. Добар ден, дали се слушаме? Мислам дека гледачот се исклучил, бидејќи не можеме да се слушнеме, доколку се јави подоцна, мислам дека ќе имаме време накратко да го вклучиме. Еве ние да спомнеме зошто е важна полномасната исхрана до втората година од животот. Значи, зошто млечните продукти треба да бидат полномасни? Видете, млечните масти се многу важен извор на енергија за детето и многу важен извор на калории. Исто така, развојот на централниот нервен систем, значи на мозокот, трае и после раѓањето кај бебето, значи оние примитивни рефлекси кои што ги има по постепеното седнување, проодување се всушност знак дека созрева централниот нервен систем, мозокот. Мозокот е претежно составен од масти, значи креиран од масти, и многу е важно да бебето има доволен извор, затоа и жолчката важна, затоа и месото важно, затоа се важни и овие полномасни продукти, значи да не му се скрати од изворот на масноти, бидејќи тие навистина се вклучени во растењето на централниот нервен систем. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до целиот тим. Благодарам. Јас имам прашање во врска со киселото млеко и воведувањето кај детето. Значи, моето бебе не тешко одеше прифаќањето на зеленчукот, иако спонтано случајно испадна дека исто како да го ме советувал вашиот гостин, вашиот доктор. Значи 2 недели зеленчук, 2 недели овоше, па зеленчук. Меѓутоа, додека не проба кисело млеко, зеленчукот не го прифаќаше. И сега имам избор, или ставам кисело млеко и кашичката се јаде, или не се јаде. Нешто читав, меѓутоа недоволно разбрав околу врзувањето на железото и во комбинација со киселото млеко. Дали тука има некаков не знам, нуспојави, има ефект, нема ефект, може ли тука околу оваа комбинација малку повеќе? Има често пати дилеми. Посебно па месото, посебно па месото воопшто без кисело млеко, не сака да го погледни. Така. Ви благодарам за јавувањето, значи кисело млеко со зеленчук, со месо, со се. Во однос на врзувањето со железото, претпоставам дека прашањето има дилеми на таа тема најчесто. Благодарам за прашањето. Што се јавивте. Видете, важно е родителите да разберат, односно мојата препорака е дека комбинациите се можни и се дозволени, меѓутоа се што е претерано и пренагласено не е пожелно. Значи не е пожелно ниту воопшто да не се дава кисело млеко или комбинации, не е пожелно ниту премногу да се дава. Значи давањето на сите каши со кисело млеко апсолутно јас не би го препорачал. Настрана од тоа што нели постојат теории дека го врзува железото или дека го инактивира, да речеме ја менува формата на железото и помалку може да се искористи во дигестивниот тракт. Меѓутоа мојата препорака е детето навистина е важно да се почитува изборот на бебето, значи сака или не сака. Меѓутоа
меѓутоа родителот е тој кој што навистина е важно да понуди. Она што го разговаравме, значи мора да понуди. Јас би препорачал конкретно на мајката, значи да постепено го навикнува детето на зеленчукова храна, на таа, да речеме, каша со месо и сето тоа, да го навикнува и без кисело млеко. Нека го користи тоа, да речеме, одредени денови кога би го давала така за да може да го јаде, меѓутоа генерално да не се фиксира на тоа, затоа што детето сепак ние го образуваме и ние го формираме, ги правиме, да речеме, во почеток изборите за него. Затоа што детето, ако е разумно, ако е поголемо, ќе му кажете, навистина е важно ова да го јадеш и оно ќе го јаде за да расте, за да биде здраво. Меѓутоа, бебето е се уште неразумно и не можеме да се договориме со него и многу е важно да му се понуди се. Вклучително, значи, и каши без кисело млеко. Кисело млеко, така. Ние повеќе немаме време. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Се гледаме повторно следниот понеделник со некоја нова тема. Ви благодарам што бевте дел од 0N+ и вие. Гледајте неповторно утре од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно!